Почитувани гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во овие есенски денови пониква и вистинско градилиште. Се гради патот до манастирот и манастирската трапезарија. Денеска се одбележува денот на осигурувањето. Телевизија Кочани во посета на експозитурата на Триглав. Мечето лино меѓу дечињата од детската градинка Павлина Велјанова кон 4. Заедничка средба на пензионерите од Кочани и Куманово се одржа синоќа во овој град. Во недела комшиско дерби Осогово Слога во рамките на 12-тото коло на третата фудбалска лига Исток. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Голема продажна акција на Тигар Метал. Поценкуван лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии по ваша мера по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои и лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал Кочани во близина на автобуската станица. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Во овие есенски денови пониква е вистинско градилиште. Се гради патот од паркингот кон манастирот Свети Васили, а се гради и трапезаријата кај манастирот.
Во овие есенски денови Пониква е вистинско градилиште. Кога ќе стапнеш на паркингот на Пониква, гледката ќе ви каже дека овде нешто се работи. Улицата, која од паркинг просторот на Пониква води кон манастирот Свети Василий на надморска височина од 1560 метри, засилено се гради. Се уивичува улицата, а на дел дополнително треба да се постави и асфалтната лента. Со изградбата на улицата и пристапот кон манастирот и угостителските објекти ќе биде подобар, посебно за оние моторизираните посетители. Паралелно со овие активности се гради трпезаријата кај манастирскиот комплекс. Во подромскиот дел ќе бидат сместени простории на манастирот, на катот ќе биде трпезаријата, а над неја ќе се градат конаци за верниците и свештенството кои ќе престојуваат овде. На Пониква МЕПСО ја заврши сноуборд патеката за зимски спортови, ја донесе и опремата, и истата ќе придонесе за развој на зимските спортови на овој најмлад зимско-рекреативен центар кај нас. Патеката за сноуборд е целосно осветлена, како и третиот ски лифт на Пониква. Теренот е исчистен и подготвен за стартот на зимската сезона. Деновиве со пристигнувањето на опремата донација од МЕПСО ќе започне да функционира и пред почетокот на зимската туристичка сезона овој наш најмлад зимски рекреативен центар. Паралелно со ова, општината продолжува согласот за распишување на плацеви во туристичката населба Пониква. 1 ноември се одбележува како Ден на осигурувањето во Македонија. Во експозиторите на Триглав осигурување дознавме какви пакети на осигурување им се нудат на клиентите. Денеска се одбележува Денот на осигурувањето во Македонија. Компаниите кои се занимаваат со осигурување на своите клиенти им нудат повеќе погодности по различни основи. Ја посетивме експозитурата на Триглав осигурување со цел да дознаеме какви пакети на осигурување се нудат на клиентите. Ние денес како експозитура ќе работиме активно, значи целиот ден нема да го празнуваме, ќе бидеме активни во извршување на нашите работни обврски. Нашата компанија Триглав осигурување како лидер на нашиот домашен пазар за осигурување ги работи сите врсти на осигурување, како осигурување на имотот, на возилата на граѓаните, така и овие лични осигурувања од незгода, при патување во странство и исто така здравствени патнички осигурувања, значи сите осигурувања кои се на територијата на Република Македонија. Наши собственици се Триглав осигурување како една од најголемата компанија во југоисточна Европа. Ние јас сме фирма Керка и сите оние производи кои ги има во фирмата мајка исто се застапени во Република Македонија и во Кочани како експозитура на Триглав осигурување. Нашата компанија е докажана како компанија која брзо ги решава штетите, каде оние штети кои не се спорни. Значи, ние во тек на 2 недели ги решаваме сите штети. Значи, немаме проблем со исплата на штетите кои се пријавени во нашата компанија. Мечето Лино денеска беше гостин во детската градинка Павлина Велјанова клон 4. Дечињата заедно со Мечето Лино учествуваа во хуманитарната акција Биди и ти, Лино пријател. Тимот на Мечето Лино денеска гостуваше во детската градинка Павлина Велјанова клон 4 во Кочани. Ги посети дечињата од оваа градинка кои беа дел од хуманитарната акција Биди и ти, Лино пријател, која секоја година се организира во една од градинките во општината. Задоволни од успешно спроведената акција беа и вработените во детската установа, од посетата на Мечето Лино и од хуманитарната акција која беше спроведена денеска во овие простории и од родителите кои донираа полни кесиња со облека. Нивната акција на Подравка Биди и ти пријател Лино има и хуманитарен карактер, така да секоја година во поеден клон Мечето Лино ја посетува градинката и дарува подароци од
Подравка производите на децата, а ние овде вработените и родителите имаме за цел да оваа хуманитарна акција ја реализираме преку собирање на облики, обувки и други работи, односно играчки за дечињата, а понатаму Подравка си ги дистрибуира каде што треба, тоа е мислам натаму нивна работа. Меѓутоа денес децата беа толку среќни што така мислам го пречекаа Лино воодушевени. Оброкот што беше подготвен беше со апетит изручкан, односно доручекот, понатамо го сликаа, го цртаа Лино, а Лино им подаруваше и боенки. Потоа децата изведоа една кратка програма од децата за Лино и другите присутни, така да мислам дека на радоста и немаше крај. Според преверување помеѓу дечињата, пеење на песнички цртање се одбележи овој настан, кој за најмалите дечиња е од големо значење тоа што се дружија заедно со познатото мече Лино, кое секој од нив го сака и ги користи неговите прехранбени производи. Децата во детската градинка Павлина Велјанова се хранат здраво. Кујната работи безпрекорно и според сите стандарди. Наспроти алармантноста во однос на затроените дечиња во Скопје, Кочани може да се пофали со безпрекорноста во работењето на една од најстарите градинки во регионот, Павлина Велјанова. Сите кои се дел од оваа градинка имаат детство без мана, затоа што јадат здрава храна благодарение на тимот од кујната, кои цели 20 години подготвува топли оброци за 540 дечиња. За да се увериме во она што се зборува, ни најавено направивме телевизиска инспекција. Наидовме на комплетно уреден објект. Чиста, средена, градинката работи безпрекорно по сите професионални параметри. Храната се служи единствено по правилата кои ги препишува ХАСАП системот. Се уверивме дека за разни заболувања, труења овде нема место, а тоа ни го потврдуваат и вработените кои велат дека во градинката никогаш немало опасност по здравјето на децата. Храната е безбедна, затоа што внимаваме продуктите што ги добиваме, обавезно гледаме на датите, на роко, на употребата. Пред готвење продуктите ги добро измиеме, изчистеме. До сега не сме имале, мислам ја за овој време, и пред тоа што мислам дека не е имало проблем со храната, нешто да има такви некои работи, дека труење или такви работи, не дај Боже. Важно да се спомене дека на секои 6 месеци во оваа градинка доаѓа санитарна инспекција, која врши проверка на секој производ одделно. Се испитува нивото на хигиена на целиот објект, а според директорот, таа досега е на задоволително ниво. Безпрекорната хигиена, редовното чистење на подовите, дезинфекцијата и полирањето на садовите во кои се служи храната се главниот фактор што децата уживаат во времето кое го поминуваат овде, а и плюс се хранат здраво. На менито кое им е испратено од Скопје, тие служат исклучиво здрави продукти. Па јеловникот е така и подготвен да се внимава да внесуваат и витамини, салати, го доставува дирекција за храна и работиме по тој јеловник. Храната се подготвува секогаш термички обработена добро. Предходно, мислам, храната секогаш е, артиклите што ги добиваме, секогаш се, мислам, оное измиени и спремни за работа. Обично зеленчукот, месото кога доаѓа тие работи, секогаш мислам се внимава многу повеќе. Наутро кога се доаѓа, прво се врши дезинфекција на сите работни маси, за да може да се почне со работата. Откако ќе се заврши тоа, се почнува со спремење на доручокот и ручокот. Па после работното, мислам, оно кој ќе се заврши доручокот и ручокот, потоа настанува чистење, големо чистење на објектот. За квалитетот и вкусот на храната која денеска се служеше овде, им даваме чиста 10, затоа што пробавме и ние се уверивме во чистотата и вештината на рацете на овие 3 дами, кои со години им ги полнат стомачињата на кочанските дечиња. Членовите на литературната секција од училиштето Малина Попиванова денеска имаа средба со роднокраен автор. Меѓу учениците беше и поетот и новинар Киро Герасимов. Вистинско доживување на членовите на литературната секција од училиштето Малина Попиванова беше денешната поетска средба со роднокрајниот автор, новинарот и поет Киро Герасимов. Импресиониран од средбата, Герасимов ни изјави:
На покана на Основното училиште Малина Побиванова денес одржавме една поетска средба со роднокраен автор. Средбата помина во најдобар ред, имаше голем број на ученици, се интересираа за творештвото, за пишувањето на книги, објавувањето на книги и она што најмногу децата ги интересираше, поезијата која се состава во нивните школски години. И учениците бидна возбудени од поетската средба која помина во меѓусебен диалог на авторот и учениците ни изјавија. Средбата ја одржавме во училиштето, тој ни прочита некои од неговите стихови, го прашавме што не интересира за неговиот живот, за неговите дела. А јас повремено покрај моите активности и во училиштето и часовите, повремено отворам, пишувам поезија и проза. Инспирацијата ја добивам повеќе од природата или за некои историски настани, за некои наши писатели или историчари. Имаше некои творби што ни ги прочита, многу беа убави, сите бевме задоволни, му поставувавме прашања, ни одговараше, со тоа се запознавме со неговиот живот. Во слободното време понекогаш творам, но повеќе пишувам состави, но сепак и поезија. Од секојдневните случувања, од доживеаното, од случаите што ги гледаме што се случуваат околу нас. Ваквите средби со роднокрајните автори се дел од предвидените активности на училиштето Малина Попиванова за работа на часовите по македонски јазик и литературната секција. Заедничка средба на пензионерите од Кочани и Куманово се одржа синоќа во Младинскиот културен центар на овој град. Пред тоа имаше средба во просториите на Кумановското здружение. Сдруженијето на пензионери на Кочани и Куманово по долги договарања за меѓусебна средба и соработка тоа го реализираа вчера вечер во Куманово. Во просториите на Сдруженијето на пензионерите најпрвен се одржа работна средба на која претседателите Ѓорги Серафимов и Спиридон Николовски се договорија во кои насоки ќе оди соработката за да на пријателски разговор. Низ средба таа продолжи во Младинскиот културен центар во Куманово и тоа со целовечерен концерт. Председателот Серафимов на Кумановското здружение им врачи слика на градот Кочани, гест кој беше топло поздравен од присутните во салата. Ова е наш редовен традиционален годишен концерт на културно-етничко друштво Ѓоко Симоновски, кој редовно го одржуваме под името пензионерите во чест на својот град. Тој е по повод денот на ослободувањето на Куманово. Оваа година изразиме желба со председателот на Сдруженијето на пензионерите од Кочани, Ѓорги Серафимов, да направиме едно заедничко дружење и да дадеме шанса пензионерите од Кочани да се представат пред кумановската публика, пред кумановските пензионери. Почестени сме што како здружение сме во Куманово и сме почестени што учествуваме на нивниот традиционален концерт пензионерите од својот град, што ние ќе се потрудиме со нашиот ансамбл од осудовието да го пренесеме мелосо и да биде публиката во Куманово задоволна и пак да не бара пак да дојде. Инаку заедничката средба на фолклорните ансамбли на пензионерите од Кочани и Куманово се одржа синоќа во Младинскиот културен центар на овој град. Во преполнетата сала настапија пеачката и фолклорната група од Куманово, а кочанчани се представија со богат сплет од песни ора од осоговијата. На сцената можеше да се види ентузијазмот на пензионерите како играат во третата доба. Со голема љубов и енергија ја пренесуваат македонската песна, игра и оро на сцената. По концертот заедничкото дружење продолжи во еден од рестораните во Куманово. Наредната средба ќе се одржи во месец декември оваа година, кога на кочанските пензионери ќе им бидат гости кумановчани и кавадарчани. Во недела во локалното дерби Осогови ја пречекува Слога од Виница. Локалното дерби е нова можност за дуел помеѓу набивачките групи Сејмени и Улови. Во рамките на 12-тото коло на третата македонска фудбалска лига Исток, в недела на градскиот стадион Никола Мантов се игра големото локално дерби помеѓу екипите на ФК Осогово и ФК Слога 1934 од Виница. Двете екипи се во горниот дел на табелата, но овој пат гостите се фаворити, бидејќи се подобро пласирани, а и поради фактот дека во подготвителните надпревари ги декласираа кочанските жолтосини. Ние, како и за секој надпрев, така и за овој, без преголеми страсти и чувства, не се припремаме него како и за секој нормален надпрев, но сигурно
сигурно на самиот натпревар на почетокот ќе почнат да поработат и тие чувства, бидејќи очекуваме дека ќе имаме голема поддршка од нашите навијачи, а има најава исто така дека и гостински навијачи ќе патуваат и мислам дека ќе се направи добра атмосфера. Но ние ќе се потрудиме да видиме на земја и сите задачи и цели што ќе бидат поставени да ги одработиме како стручен штаб, така и фудбалерите, и една единствена цел останала за нас, а тоа е победа. Ние не располагаме во моментот со голем фонд на фудбалери, значи откако ја презедов екипата, ростерот на екипата е оскуден, но се потрудивме да изротираме до крајот на првенството колку што е можно да пресовериме повеќе бодови, а сигурно во иднина дека ќе го зголемиме ростерот и сигурно дека ќе направиме и квантитет и квалитет. Во овој момент со тие играчи што располагаме, со тој арсенал ќе се потрудиме да извадиме максимум, како и на претходните, така и на овој натпревар. Како што реков, наш императив е победа, без разлика на сите тие погодности или непогодности. Секако ќе се потрудиме да го дадеме нашиот максимум, а ќе видиме на крајот од натпреварот колку е нашиот максимум. Значи во секој случај ќе видиме, бидејќи се работи за во овој момент спеден противник кој што атакува на првото место, значи добар тест за моите фудбалери и за да натаму видиме кој патокас да го заземеме ние во иднина. Без разлика на сите, значи сите ќе посакуваат победа, како нашите навијачи, така и нивните. Мислам дека треба да преовладува разумот во едно вакво лошо време. Мислам дека сите непријатности треба да се тргнат настрана. Треба да биде празник на овој натпревар за сите навијачи и така да мислам дека без разлика кој да победи, на крајот треба да се пружи рака, да се честита и едноставно да полека внесуваме култура како во секојдневието, така и во спортот. Средбата меѓу Осогово и Слога побудува голем интерес во спортската јавност во двата соседни града, поради што во недела се очекува трибините на стадионот Никола Мантов да бидат исполнети до последното место. За дербито се подготвуваат и двете навивачки групи, Сејмени и Улави, кои ќе имаат свој дуел на трибините. Сето тоа најавува убав третолигашки фудбалски спектакл, кој вистинските љубители на фудбалот сигурно нема да го пропуштат. Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.